Јапонскиот народ на малите штипјанчиња им подари поквалитетен простор за игра. Денеска во објектот Цветови од главната градинка Стибово Штип се одржи уште една во низата средби насочена кон реновирање и уредување на градинките во источнопланскиот регион. Станува збор за помош која е донирана од страна на Јапонската амбасада, проект кој чини 55.000 евра. Поконкретно, замена на прозорите и вратите беа главна цел која полека се исполнува, а денешната средба беше за финализирањето. Амбасадата на Република Јапонија донираше средства во висина од 55.000 евра кои што беа искористени за замена на прозорци, врати и систем за парно грење кој што беше стар и дотреен. Оваа прилика би сакал да искористам да упатам благодарност од моје име, од име на општина Штип и од име на граѓаните на општина Штип до Јапонија, до Јапонската амбасада, до народот на Република Јапонија за оваа донација, која што не е ниту прва, ниту единствена и до толку нашата благодарност е уште поголема. Голема благодарност и задоволство упати и заменикот шеф од Јапонија, господинот Такахаши, кој на денешнава средба изјави дека проектот е од големо значење како за Штип, така и за Јапонската амбасада. Ми представува вистинска чест и задоволство да бидам во Штип денес и ми е навистина драго што сум поканет на оваа церемонија за примопредавање на успешно завршениот проект преку програмата за мали грантови на Јапонската амбасада во општина Штип. Ова обновување на објектот Цветови од главната градинка Стибово Штип е резултат на плодната соработка помеѓу амбасадата на Република Јапонија, општина Штип и Центарот за развој на Источниот плански регион. Целта на овој проект беше да се подобри околината и квалитетот на живот и раст на најмладите граѓани на оваа општина, децата. Нашата поддршка е фокусирана на помагање на граѓаните да го подобрат нивниот квалитет на живење. Ние, јапонскиот народ, сме многу срекни како пријатели на македонскиот народ за сите граѓани на Штип кои ќе имаат бенефит од овој проект. Подобрувањето на околината и средината значи чекор напред за развојот и напредокот на најмалите и најмилите, децата. На средбата своје резиме даде и директорката на градинката Билјана Трајчевска. Имаме чест да извршиме практично примопредавање, односно да го завршиме проектот кој што го добивме како грант од Јапонската амбасада во висина од 55.000 евра. Сакам да истакнам својата огромна благодарност до Јапонската амбасада, јапонскиот народ за оваа инвестиција. Сакам да изразам големо жалење затоа што примопредавањето го правиме во овие услови на глобална пандемија, затоа што ние како градинка знаеме на многу убав начин да се заблагодариме за ваквите инвестиции, дечињата со приредба и со пригодни подароци, меѓутоа целата ситуација не спречи во тоа и сакам да истакнам и да ветам на нашите граѓани дека општината и градинката продолжуваат со подобрување на престојот на дечињата во градинките, со тоа што за оваа градинка е планирано до нова година да се направи замена на оградата, а за следната година планираме и уредување на дворната површина. Кога станува збор за децата, губи секакво значење зборувањето за нивните потреби и желби. Децата заслужуваат и најчесто добиваат се за да можат да прераснат во здрава и зрела личност. Веде градоначалникот на општина Штип, Јане Миланов. За таа цел објави дека се издвоени дополнителни 25 милиони евра за нови шкафчиња, масечки, завеси во објектот Цветови за разубавување и урбанизација на околината и средината на градинката. На Штип му се познати уште од одамна проектите кои се изродија од плодната соработка меѓу жителите на овој град и Јапонската амбасада. Во тој контекст и големите проекти иницирани и квалитетно реализирани од страна на почесниот граѓанин на општина Штип, Коста Балабанов.